Почитувани, министерот за транспорт и врски потресат скандали за работа со странски фирми во Македонија, но и за нефункционирање на државните институции под негова надлежност. Железницата е исто така во многу лошо состојание. Последиците од неодговорниот однос на власта и недомакинското работење на македонски железници директно го чувствуваат граѓаните на Република Македонија. Возовите во Македонија се вистински хорор за патниците. Грејење нема, луѓето мрзнат, бараат кебиња да се покријат во вагоните со искршени прозорци во кои легува снег. Бројот на патниците во патничкиот сообраќај во 2007 година е во постојан пат. Во 2013 година токму ВМРО-ДПМН покачи цените на билетите за 50%, од што и така малиот број на патници се намали за уште 40%. Воопшто не се инвестира во развојот на железницата и железничкиот сообраќај. Само 27 км пруги на површина од 1000 км квадратни во Република Македонија. Регионот на Источна Македонија е на самото европско дно со само 7 км пруги на 1000 км квадратни. Нема уреди за осигурување на патните премини, поради што е зголемена опасноста од несреќи, а со тоа е загрозена и безбедноста на граѓаните. Граѓаните сведочат дека возовите кои се обраќаат на патните правци низ Македонија остануваат во квар и по 8 часови, а патниците се оставени на милост и немилост. Според информации со кои што располагаме, застарените патнички локомотиви и вагони не се сервисираат редовно, а сепак се пуштаат во сообраќај. Синдикатите во железница алармирале за недостаток на резервни делови, неквалитетно и ненавремено сервисирање на возниот парк, како и за нереализирани набавки. Но ништо не е превземено. Што чека раководството на македонски железници? Што чека министерот Милијан Екивски? Благодарам. Ще да кажеш